согласна сам со господинот од Кочани бевте, затоа што тоа се нераскинливи работи. Посочената корупција со она све што ни се случува, бидејќи Македонија е продадена, да не се разбере. Од уценети политичари стигна до уценета држава без име. И ако вие не ја споменете корупцијата како клучен национален и државен интерес, и тоа не борба со корупција, никој не успеал да се избори со корупција, туку системско спречување да не ни се случува корупција, тоа што сме направиле ништо. Ке рециклираме повторно издајци, предавници и така натаму. Значи, затоа цена и образованието кој што е клуч за разберете на протести немавме млади луѓе, бидејќи се не образувани. Затоа сметам дека и јас од образование доаѓам, сметам дека се тоа апсолутно клучни моменти и треба да влезат по некоја ставки во оваа прва точка. Јас би била сосема кратка, нотирав некои работи по наш што се македонски државни и национални интереси. Само ќе ги наведам. Прво, поништување на штетните договори. Прво, значи тоа е можно да се направи, целиот проблем да се фрли во Обединети нации, обжалување на оваа Виенска конвенција за меѓународни договори. Името е строго Република Македонија. Трето, да се вратат атрибутите на во Уставот се мисли на унитарна и суверена држава. На суверена држава никој не пишува историја од нас. Ние веќе не сме. Тука може да се враќање на преамбулата со основа како Асунскиот манифест. Да, само дозволи да ги наведам. Да не должиме, значи сите се разбираме, бидејќи сме везени ја и ти сите во оваа проблематика, кога реков менување на Уставот се знае во кој смисол. Во правец на враќање на унитарноста и суверената држава. Четврто, историја базирана на наука, не на политика. Пето, заштита на сите наши национални, материјални и нематеријални богатства. Ние ги изгубивме и ората, и дејците, и поетите, и писателите, сите поред. Минералните суровини, водите ги губиме, концесии се даваат и така натаму. Значи, заштита на сите наши национални, материјални и нематеријални богатства. Пето или шесто, македонскиот јазик е единствен официјален јазик на целата територија на Република Македонија и ќе следуваат санкции во закон за незнаење на македонски јазик. А не имаме оправдување, бабичката ако не знаела, мора да знае. Секој мора да знае. Понатаму, ние не успеавме да создадеме македонска нација, да се погледнеме себе си, овие таленти наши во 30 години не создадоа македонска нација. Урмекот на сите граѓански држави, ако се граѓански. Во Франција се французи, етничко потекло може да бидат и араби. Но сите се идентификуваат со Франција и со французи. Ние тоа не го направиме. Понатаму, системско, јас сум го напишала како и господинот, системско спречување на корупцијата. Силна национална економија базирана на мали и средни бизнеси. Силно и строго образование. Ве молам, не имаме гимназии со сите петки, не можат да им отварат веќе паралелки. Не можат да им отварат паралелки како ќе ги селектираат кога се сите со сите петки, ами доаѓаат аналфабети на факултети. Значи, тотално неписмена младина имаме и тоа треба да си го признаеме. Тоа треба да си го признаеме. Дел од таа неписменост се употребува во вакви политички сврхи. Понатаму, интегрирање, не соработка со диаспората и малцинствата, туку интегрирање. Ние сме едно ткиво и треба да функционираме како едно ткиво. Доста со тие флоскули соработка. Што значи соработка? Ако сме едно, сме едно. Ако сме едно, тогаш ќе ги разменуваме искуствата и ќе учиме од тие луѓе, бидејќи сите живеат во поразвиени земји од нашата. Значи ќе ги респектираме нивните ставови. Ако сакаат да имат пратеници од нивната средина, ќе имаат пратеници од нивната средина.
Нема зашто тука да им избираме ние пратеници. Електронско гласање, овозможување, фондови заеднички, студирање на наши деца таму и нивни овде, кампови на македончиња, студенти заедно да се дружат, да учат, да соработуваат и така натаму, има многу модуси. Меѓутоа, идејата, зборот е интеграција, не соработа. Понатаму, стратегија за вработување на младите, враќање на оние што не избегаа, како Кина што направи стратегија сериозна да се врати на учениците од Америка, значи да си ги вратиме, да се обидеме 10, 20, 30% да ги вратиме. Оние што не ги вративме или нема да ги вратиме, да ги направиме емисари на македонштината во светот, а не луѓе кои што можат да бидат заведени или од капитали, од бизнеси, од разни други идеологии и идеи. Понатаму сум елаборирала дека ни фали во Македонија еден сериозен институт за геостратешки политики. Не да ни велат ова ни се партнерите и само тие ќе ни останат партнерите. Геополитиката е менлива работа и вие треба да ги следиме тие трендови. Додиме по својот интерес, не да се обезличиме за да евентуално некаде не примат. Ни треба еден сериозен научен тим кој што ќе работи во таков еден институт. Енергетска стабилност и така натаму и така натаму. Меѓутоа, ги наредив некако, се обидов по некаков приоритет да ги наредам, по мене не се само национални и не се само државни, тие се заедно, вплетени, едни во други како мрежа. Националните и државните интереси не можат да бидат одвоени. Ви благодарам.